Здраво на сите, јас сум Кети Тодорова, вашиот наставник по математика, кој што денес ќе ве води низ оваа видео презентација. Се работи за наставна единица карактеристики на 3D форми, која што според наставниот план е наставна единица за 7 одделение по предметот математика. На крајот од овој видео час, она што ќе треба да го знаете е да препознавате и опишувате 3D форми и некои од нивните карактеристики, например бројот на ѕидови, рабови и темиња, да ги препознавате, споредувате и користите својствата на формите во 2 и 3 димензии. Да се потсетиме на почеток кои се 2D форми и како изгледаат. Тоа се геометриски форми кои имаат само 2 димензии, должина и ширина. Еве ви цртеж на тие 2D форми, на некои од тие 2D форми: круг, триаголник, правоаголник, паралелограм, квадрат, петаголник, шестаголник и така натаму, нас добро познатите 2D форми. Геометриските тела или 3D форми се тридимензионални форми кои имаат должина, ширина и висина. Еве ви пример за такви 3D форми, кои што ќе бидат и предмет на разгледување понатаму на оваа презентација. 3D формите се секаде околу нас. На овие слики имаме пример за каде се среќава квадарот, понатаму конусот во нашата околина, коцка, пирамида, призма, топка, цилиндар. 3D формите се делат на рабести и на валчести тела. Рабестите тела понатаму се делат на призми и пирамиди, додека валчестите тела се делат на цилиндри, конуси и топки. Ѕидовите на некои 3D форми или геометриски тела се многоаголници. Ваквата 3D форма ја нарекуваме полиедер. Ќе ве замолам да запомните дефиницијата за полиедер, затоа што понатаму ќе се спомнува во оваа презентација, па да знаете што е тоа. Полиедрите имаат ѕидови, рабови и темиња. Тоа може да се види на овој цртеж. Значи, ѕидовите се овие. Раб е отсечка која што поврзува два ѕида на полиедерот, а теме е точка која што ги поврзува рабовите на полиедерот. Коцката, ѕидовите на коцката се квадрати, може да се погледне тоа и на овој цртеж. Коцката има 6 ѕида, двете основи, долна и горна основа, и 4 странични ѕидови, односно бочни ѕидови, вкупно 6 ѕида. Коцката има 8 темиња, 4 темиња на едната основа, 4 темиња на другата основа, вкупно 8 темиња, и коцката има 12 раба, 4 рабови на едната основа, 4 рабови на другата основа и 4 рабови кои што ги поврзуваат бочните ѕидови. Ѕидовите на квадарот се правоаголници, исто како кај коцката. Квадарот има 6 ձида, квадарот има 8 темиња и квадарот има 12 раба. Призма. Призма е полиедер кај кој напречниот пресек е секогаш ист. Еве ви илустрација за две призми. Квадарот е правоаголна призма. Ако го пресечеме квадарот паралелно со еден од ѕидовите, обликот што се добива е секогаш правоаголник. Тоа е овој облик овде, обоен со жолта боја, кој што представува напречен пресек на квадарот, и тој секогаш е правоаголник. Постојат повеќе видови призми кои се делат и се именуваат според бројот на страни и агли на нивната основа. Ова на цртежот е триаголна призма, која што има за основа триаголник. Четириаголна призма или квадар, основата на оваа призма е четириаголник, меѓутоа должината, ширината и висината имаат различни димензии, па ова е квадар. Четириаголна призма или коцка, основата е квадрат,
и димензиите за должина, ширина и висина се еднакви помеѓу себе. Значи оваа четириаголна призма е коцка. Понатаму, петаголна призма, чија што основа е петаголник. Шестаголна призма со основа шестаголник. Пирамидата е исто така полиедар. На цртежот имаме пример за две пирамиди. Пирамидата има една основа, за разлика од призмата која што има две основи, и има врв на пирамидата. Пирамидата исто така има и бочни ѕидови, кои што се триаголници, и нивниот број е толку колку што има страни основата на пирамидата. Значи, ова овде, основата е квадрат, и оваа пирамида има 4 бочни ѕидови. Постојат повеќе видови пирамиди кои се делат и се именуваат според бројот на страни и агли на основата. Ова е пример за триаголна пирамида со основа триаголник. Четириаголна пирамида на која што основата е четириаголник. Петаголна пирамида со основа петаголник. Шестаголна пирамида со основа шестаголник и така натаму. Цилиндарот е валчесто тело, се состои од две основи кои се кругови и делот од цилиндричната површина помеѓу нив која е закривена и која се вика бочна површина. Тоа е оваа површина овде, која што ги поврзува двете основи, односно круговите. Конус. Конусот е исто така валчесто тело. Се состои од една основа, која е круг, и делот од конусната површина, која е закривена и се вика бочна површина. Тоа е оваа овде површина. Топката е валчесто тело, се состои од една закривена површина, што се вика сфера, и нејзината внатрешна област. Да видиме колку сме научиле. Во наредните слайдови ќе погледнеме неколку примери кои што со чија помош ќе утврдиме дали и колку сме научиле од претходните слайдови. Мој предлог е, кога ќе го прочитам прашањето или ќе ја поставам задачата, да направите пауза на видеото, сами да одговорите на прашањата или да ја решите задачата, потоа да го продолжите видеото само за да си го видите дали е точен вашиот одговор. Дополни ги следните реченици за да бидат точни тврдењата. Секој цит на квадарот е, на цртежот може да погледнеме дека секој цит на квадарот е правоаголник. Секој цит на триаголната пирамида е, да погледнеме исто така и на овој цртеж, секој цит на триаголната пирамида е триаголник. Два ѕида на триаголната пирамида се триаголници, се мисли на овие два ѕида, тоа се основите, кои што се паралелни меѓу себе и кои што се триаголници, а другите се правоаголници, се мисли на бочните ѕидови, кои што секогаш кај призмата се правоаголници. Запиши точно или неточно до секој од дадените тврдења. Исто така, мој предлог е да направите пауза на видеото после секое прашање, да си одговорите со точно и неточно, да го продолжите видеото само за да видите дали сте во право. Квадрат има изброј темиња како и коцка. На цртежот може да погледнеме дека квадарот има 4 темиња на едната основа, 4 темиња на другата основа, таа се вкупно 8 темиња, исто така и коцката има 8 темиња, значи ова тврдење е точно. Четириаголна пирамида има 4 ѕида. Четириаголната пирамида има 4 бочни ѕидови, меѓутоа има и една основа, значи вкупно 5 ѕидови, што значи дека ова тврдење не е точно. Триаголна призма има 6 темиња. Ова тврдење е точно, затоа што имаме 3 темиња на едната основа, 3 темиња на другата основа, вкупно 6 темиња. Триаголна пирамида има 6 ѕида.
На цртежот можеме лесно да видиме дека триаголната пирамида има 3 бочни ѕидови и една основа, значи има вкупно 4 ѕидови, што значи дека тврдењето е неточно. Пример 3. Дадена е петаголна призма, одреди колку ѕидови, темиња и рабови има таа. Призмата има два цида, кои се всушност основи, тоа се долната и горната основа, и 5 странични ѕидови, тоа се бочните ѕидови, значи има вкупно 7 цида. На секоја основа има по 5 темиња, значи има вкупно 10 темиња, еве ги овде, може да се погледнат на цртежот. Секоја основа има по 5 раба, и уште 5 раба што ги поврзуваат основите, значи има вкупно 15 раба. Пример 4. Напречниот пресек на една призма е осумаголник. Се поставува прашањето каква е таа призма на која што напречниот пресек е осумаголник. Нормално се работи за осумаголна призма. Колку ѕидови има таа призма? Можеме заедно од цртежот да погледнеме дека таа призма има две основи, тоа се два цида, и 8 бочни циdoви, значи вкупно има 10 cidови. Колку рабови има призмата? 8 рабови на едната основа, 8 рабови на другата основа и 8 рабови кои што ги поврзуваат бочните cidови, значи вкупно има 24 раба. Колку темиња има призмата? Оваа призма има 8 темиња на едната основа, 8 темиња на другата основа, значи има вкупно 16 темиња. Препишете ја и пополнете ја следната табела. Можете да направите пауза на видеото сега, за да ја препишете оваа табела, да ја пополните и потоа да продолжите со видеото, за да проверите дали точно сте ја пополниле табелата. На левата страна од табелата се имињата на 3D формите за кои што треба да напишете колку е бројот на нивните cidови, бројот на нивните темиња и бројот на нивните рабови. Во горниот дел од слайдот ги имате сликите на овие 3D форми кои што ќе ви помогнат полесно да ја пополните табелата. Јас ќе продолжам понатаму со презентацијата. Значи коцката, бројот на cidови е 6, бројот на темиња 8 и бројот на рабови 12. Квадар, бројот на cidови 6, број на темиња 8, број на рабови 12. Триаголна призма, број на cidови 5, број на темиња 6, број на рабови 9. Шестаголна призма, број на cidови 8, број на темиња 12 и број на рабови 18. Триаголна пирамида, број на cidови 4, број на темиња 4 и број на рабови 6. Четириаголна пирамида, број на cidови 5, број на темиња 5 и број на рабови 8. Дали можете да забележите какви било шаблони, односно модели во бројот на cidови, рабови и темиња за полиедрите од табелата? Значи, можете да го стопирате сега видеото, за да ги погледнете броевите и да најдете некоја врска помеѓу нив. Значи, помеѓу бројот на cidови, бројот на темиња и бројот на рабови за сите овие 3D форми. За сите оние кои што успеа, ќе кажеме браво. Останатите може да си помогнат да дојдат до формулата со помош на следниот пример 6. Нека со S го означиме бројот на cidови, T бројот на темиња и R бројот на рабови. Например, за коцката S е еднакво на 6, T е еднакво на 8 и R е еднакво на 12. За секое тело од табелата од претходниот пример 5, да ја одредиме вредноста на изразот S плюс T минус R. Одговорите да ги запишеме во празната колона на табелата. Значи треба да собираме
бројот на дзидови плюс бројот на темиња и од тоа да одземеме бројот на рабови за секоја од овие 3D форми. Значи, за коцката 6 плюс 8, 14, минус 12, одговорот е 2. Квадар 6 плюс 8, 14, минус 12, повторно 2. Триаголна призма 5 плюс 6, 11, минус 9, одговорот е 2. Шестаголна призма 8 плюс 12 е 20, минус 18, 2. Триаголна пирамида 4 плюс 4, 8, минус 6, повторно 2. И четириаголна пирамида 5 плюс 5, 10, минус 8, 2. Што забележуваме? Забележуваме дека постои врска помеѓу ѕидовите, темињата и рабовите кај полиедрите. И тоа е оваа врска, односно оваа формула S плюс T минус R е еднакво на 2. Каде што S е бројот на ѕидови, T е бројот на темиња и R е бројот на рабови. Оваа врска, односно оваа формула, за прв пат била забележена од страна на швајцарскиот математичар и физичар Леонард Ојлер, кој што живеел од 1707 до 1783 година. Еве го и наслика овој швајцарски математичар и физичар Леонард Ојлер. Задачи за вежбање, ова се задачи кои што ќе треба самостојно да ги решите во вашите тетрадки, значи да ги препишите од презентацијата и самостојно да се обидете да ги решите. Прва задача, запиши го името на секоја од 3D формите, значи еве ги тие 3D форми. 2. Кој многоаголник е основен ѕид на правилен тетраедар, правилна четириаголна пирамида, 10аголна призма? 3. Колку ѕидови, рабови и темиња има 10аголна призма? 4. Дали постои призма со 9 темиња? 5. Дали постои пирамида со 20 темиња? 6. Колку најмалку ѕида може да има една пирамида? 7. Колку најмалку ѕида може да има една призма? Тоа беше се за оваа видеолекција. Ви благодарам за вниманието.